Време е за првиот разговор ова утро. Нашата Слободанка и незиниот утрински гостин се веќе подготвени и сместени во десниот агол од студиото. Слободанка, добро утро. Добро утро, Ирена. И добро утро за твојот гостин, господинот Вангел Божиновски, со кој што ќе зборувате за македонски аджилак, кој што ќе не води, предпоставувам, до македонското наследство. Да. Така е. Добро ви утро, повелете со вашиот разговор. Добро утро и се разбира до нашите гледачи. Би сакала да ги поздравам, да им посакам убави утрински часови заедно со нас и со нашата програма. Мојата колешка ве најави, но доколку јас почнам сега да ги кажувам вашите вокации, ќе ми треба многу долго време. Вие како рековте, нека е аџија. Меѓутоа сте и архитект, публицист, новинар, историчар и така натаму. Имате добивано многу награди. Не бидете скромен, па и кажете нешто вие за себе, колку да се представиме или на гледачите. Знам дека, како што кажавме, милувате аџија, да ве кажеме, македонски наш, се разбира, и аджилакот ни за Македонија. Но пред се и од мене добро утро, драго ми е што сте дел од утринската програма. Добро утро, ја сметам дека будењето е возможно само во минатото. Јас водев утринска програма. Навистина? Да, тоа и значи дека сте програма наш и така колега. натаму. Така да. Утринската програма, што јас ја водев на радио, започнуваше во 5 часот. Многу рано. Тоа не. Тоа некако што знам, во тоа време се чинеше дека тоа се нормално и замислете се будите со радиото наутро, и радиото ви раскажува убави приказни, наместо да ве возбудува со проблеми. Проблемите ги остававме за после. Леле, колку е тоа убаво да ви кажам сега што го споделивте. Јас се надевам дека и ние такви утра би имале и ќе имаме во иднина и многу верувајте, посакувам. Убаво е денот да се започне со убава и позитивна мисла. Но еве затоа овој дел од нашата утринска програма го користиме за тоа и вас како позитивен секако човек ве повикнавме со убава една енергија кој што си ја сака пред се Македонија, кој што пишува за Македонија, ја истражува Македонија. А јас велам за вас дека вие го истражувате дури и она непознатото за нас во Македонија. Ние ќе имаме и фотографии, ќе имаат можност да погледнат гледачите какви прекрасни предели имаме во нашата земја. Неодамна напишавте и книга. Па јас би сакала веднаш на самиот почеток нешто повеќе околу тоа. Што имаме и што содржи оваа ваша сега? Вака, значи, за разлика од еден почеток кој означува дека цел свет е полн со проблеми, јас утро сакам да се позанимаваме со вредностите кои ги има Македонија, иако мислам дека тоа би бил шокантен почеток во однос на тоа што секојдневно се случува преку средствата за јавно информирање и ги подвлекуваме на станите кои се негативни. Но ќе кажам зошто јас мислам дека тоа е секојдневност, но не е реалност. Што е реално? Реално е дека вие имате едно име, Македонија, и име на народ, македонски народ, кој, ако сакате да истражувате, ќе видите дека е име и народ што не се променил од зора на цивилизација. Тоа е еден чуден феномен, кој во мојата книга е напишан како декларација која бара од УНЕСКО ова име да биде заштитено. Затоа што стварно нема постаро име од ова кое народот успеал да го одржи до денес без промена. И кога тргне од тој феномен, некако од таква перспектива работите почнуваат да изгледаат поинако. Ако ви текне тоа малку порано, во тој случај ќе почнете да се запрашувате зарем овде толку е лоша состојбата и не чини и е непоправлива и ние сме народ кој е непоправлив и така натаму, па не можеме и секогаш велиме за жал. Сега, ако тргнеш од таму, тоа е малку исто друг феномен. За жал велам за овие прашања што се ги поставува. Само велам, тоа е друг феномен, бидејќи наеднаш вие себе си се прогласувате за народ кој најнечини. Значи, за најнечини мора да се најде некој народ исто со такво име кој многу чини. Сега се занимавам со тоа. И добро ми оди. Сега ќе ви кажам нешто. Значи,
вредностите, бидејќи ние цело време зборуваме за пари, за имоти и така натаму, ќе ви ги преведам во пари што значи да е Македонија и да си македонец. Во Македонија има најгусто поставени тврдини по квадратен метар во однос на цел свет. И не се сите истражени. Значи, на ова што во овој момент големите кои сакаат да станат Бог на место Бога го оставиле, значи 25.000 километри квадратни, ние имаме службено откриено 1000 тврдини. Таква густина во квадратен километар во ова парче што остана од Македонија. Таква густина е непозната во светот. Втора работа. Ако се провери кој е процентот на археолошки наоди што се продаваат на црно во светот од Македонија, вие доаѓате до еден фрапантен податок и сега ќе ви го кажам во точни бројки. Според Дейвид Гил, се вика човекот кој редовно испраќа извештаи што се случува со црната археологија. Значи, ако мислиме дека тој пазар е црн, не е точно, тој е најконтролиран пазар и многу е прецизен. Секоја држава во неговиот извештај кажува колку археолошки наоди се од каде земени на црн. Од Македонија во период 10-15 години се носат на црн пазар 1 милион артефакти. Тоа е премногу, да. Сега, тоа е голема бројка, има и други. Меѓутоа, за да го преведеме тоа во пари, стои вака ситуацијата. Прво земате, проста статистика права, најефтин артефакт и потоа земете најскап артефакт. Најефтиниот артефакт, јас лично одбрав да биде 1 евро, иако не постои 1 евро во археологија. Но е лесно за рачуне. Најскапиот артефакт во Македонија се наоѓа меѓу 5 најскапо платени артефакти на црно во светот. Од тука, од кај нас? Од тука продаден е на приватен колекционер во Соединетите држави за 500 милиони долари. Тоа е многу голема Средна вредност е 250 милиони долари и треба да се помножи по милион. И што правиме ние сега со овој податок, со оваа информација? Сега, со овој податок, тој треба постојано да се повторува, се покажува на кој начин треба да действува и во која лига да се пласира оваа држава и овој народ и оваа култура. Тоа значи дека вие... Колку е голема нашата вредност во овој момент да сознаваме. Точно, тоа е баснословно. Так. И сега, бидејќи тоа е така, во тој случај, како оваа категорија на вонбилансната евиденција, тоа е насловот на мојата книга. Значи, таа евиденција ние не ја водиме и не спаѓа во економски ресурси. Таа спаѓа за определени кругови, меѓутоа не за оние луѓе за чие наследство зборувам. Или пак со просто вака да кажам кажано, не се води сметка околу ова со што сега ние го кажуваме? Не, тоа не е влезено во нашата структура на градба на економија. Значи, пратете, економскиот систем се состои во тоа да вие нудите, произведувате или дизајнирате или измислувате нешто врз основа на културата и географијата на која се наоѓате. Так, во Македонија. И сега, ако вие го тргнете наследството зад себе, во тој случај вие секогаш почнувате од нула. Да, така е. Секогаш вие имате наследство од минатите генерации. Гледаме некои фотографии во моментов, тоа се ваши фотографии. Ова е сега нешто кое треба да ја довршам оваа реченица за да можам да го кажам. Значи, ова е еден локалитет кој е далеку попознат во светот отколку кај нас и овој локалитет е како да кажем, скоро непознат за луѓето што живеат овде. Каде се наоѓа поточно? Тој поточно? се наоѓа на половина пат меѓу Кратово и Куманово. Познат е како трон по тоа народот, како го нарекувал, а сега е наречен Цоцев камен. Се стигали лесно до него? Ова е
веројатно едно од најстарите неолитски светилишта, кои по сите карактеристики, како позиција, како артефакт, како архитектура, покажува вредности и како димензија еднакви на вредноста, например, на една пирамида, на Менкаре, таа е втората поголемина во Гиза. Така. Јас направив реконструкција на локалитетот, како изгледал статуј на Сенди и за да може да се спореди сето тоа. Еве, само ќе подсетам книгата, насловот на книгата, во билансната евиденција, како што и вие нели споменавте. Таа веќе е готова, така? Таа е веќе и промовирана во 5 града низ Македонија, но јас не престанувам. Така. Бидејќи имам намера да ги поминам и да видам во каква состојба се нашите библиотеки. И исто така утро ќе ви кажам радосна вест дека библиотеките надвор од Скопје функционираат по дефиниција, заради тоа што има читатели што доаѓаат, се случуваат редовно настани и граѓаните од тие градови сакаат да бидат присутни во библиотеките кога се случува настанот. И настанот, промоција на книга не е само промоторот ќе каже нешто, рецензентите ќе речат нешто и да завршува. Туку се појавуваат и прашања од заинтересираната публика и пред да се случи, да речеме, продажбата на книгата и така натаму. Така. Еве јас ќе ви поставам прашање. Некако многу брзо ни помина времето и кога помина, па со вас и нормално и предпоставував дека така и ќе биде. Меѓутоа, еве, што се однесува, јас да ви поставам прашање сега за книгата. Се уште не знам што содржи во неа. Меѓутоа, она најважното што треба да се истакне и зошто, еве, треба да се има во секој дом. Вака. Во билансната евиденција е фактички име кое јас го избрав како најсоодветно за македонската историја. Значи, тоа е еден куп грандиозни податоци кои директно влијаат врз светската цивилизација. Значи, моите истражувања не се од вчера. И не се заради тоа што јас сум направил нешто со намера. Значи, тоа е вообичаен повик и не е својство само кај мене. Има секогаш определено множество луѓе кои се повикани тоа да го прават и едноставно покрај другото што е службена професија, службена поставеност во општеството, вие морате тоа да го правите. И тоа е тој дел кој како едно, како да кажем, како колективна свест се појавува кај секој народ и во Македонија множеството се наголемува, верувајте. Во таа книга вие ќе можете да ја откриете вистината за Македонија. Не онаа вистина која службената историја има право да ја каже. Така. Внимавајте, историјата е најконтролираната научна дисциплина. Таму нема мрдање. Таму поставени сте на таква положба да секогаш се внимава што ќе напишете за минатото. Затоа што тој што го владее минатото, всушност ве контролира вас. Тоа е многу позната реченица. Најчесто му се става во устата на Орвел 1984 година, но тоа е многу стара дефиниција. Така да во оваа книга ќе откриете множество приказни кои произлегуваат од овој народ, потоа ќе откриете величието на македонската традиција и ќе видите зошто Македонија не само јас сега овде ја дефинирам како цивилизација, ќе видите дека великани интелектуалци од цел свет се совпаѓаат со ова размислување. Зошто тоа не е својство кај нас овде? Е едноставната причина, ние не ги преведуваме тие автори. Ние преведуваме автори кои велат, вие добро е што сте живи, бидејќи цел свет беше писмен, а вие во 9 век ви ги испративме Кирил и Методи да ви дадат писменост.
тоа е така дебела лага, што едноставно книгата започнува со шокантниот факт со кој секој се соочува, кој ќе го истражува македонското минато и почнува вака, зарем е возможно се да било лага. Така. Така. Жалам што многу брзо ни помина на времето. Јас би сакала и се уште да зборуваме. Меѓутоа, ако ништо друго, вака барем јас ве оставив со оглед на тоа дека и вие сте биле радиоводител, па немаше потреба толку многу да се мачам со вас и да ви поставувам прашања. Нема потреба да се мачате, ние треба да уживаме во Да морето. уживаме, Тоа е така, да. основата. Па добро, имаме соговорници кои имаат трејема и така натаму, па мораме да ги опуштиме претходно, Така, за тоа така, велам. Меѓутоа, многу ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од нашата утринска програма. Само би сакала да напоменеме и да кажеме како може да се набави оваа книга за сите. Значи, само бидејќи станува збор за издание што сам сум го финансирал. Значи, таа може да ми се јавите на телефон и јас, или ако сте скопјанец, ќе пиеме кафе па ќе поразговараме. Ако Одлично. не сте, вие ми праќате адреса, јас на таа адреса преку карго вие испреќам Ке може книгата. да го кажеме телефонскиот број? Да, јавно? да. Повелете. 078 252 845. Јавете се слободно. Мислам дека ќе видите задоволни. Тоа е една од податоците за нашата ретките книги Македонија, која да. не зборува за црнила, Да. нема плачки За вредностите и на јунакот Македонија. не умира на крај од приказната. Многу ви благодарам и се гледаме повторно, се надевам.